Ќе почекам да се формира нова влада во Скопје, пошто ќе можеме да почнеме со нова рунда разговори околу решавањето на спорот со името. Со надменување на овој проблем ќе добиеме клуч кој ќе отвори вратата за решавање и на други проблеми во регионот. Ово во интервју за грчкиот весник Real News го кажа медијаторот во спорот со името Метју Нимиц. Вели решение имало без да прецизира кои се тие, но е убеден дека со волја на двете политички елити и народи решение ќе се најдело. Може да се реши ако и двете земји и нивните лидери добијат поддршка од нивните народи, ако разгледаат нешто што е логично, што ќе го задржува достоинството на двете земји, идентитетот на двете земји, историската смисла на двете земји. Мислам дека постојат решенија. Евроатлантската димензија мислам дека е важен дел, бидејќи ги отвара вратите за ФИРОМ да влезе брзо во НАТО и во Европската унија. Додека во земјава се договара новата влада, мандатарот Заев уште во предизборието најави дека решавањето на проблемот со името и евроатлантските интеграции ќе биле во врвот на приоритетите на неговото работење, која ќе биде стратегијата на земјава засега е непознато. И од официјална Атина засега молк, и покрај тоа што некои од тамошните политичари веќе неколку пати повторија дека нема да отстапеле од нивните веќе декларирани и константни црвени линии. Дел пак од познавачите на состојбите наоѓаат директна поврзаност на политичката криза во земјава и проблемот со името. Сметаат дека се што се случувало изминативе години во земјава било само со една цел, а тоа според нив е промена на името. Нема место за чудење зошто Ахмети даде изјава со која делумно ретерира од тиранската платформа. Едноставно е, владата на ВМРО се сруши однадвор, насила, за да го решат проблемот со името на штета на Македонија и со тоа да се отстрани пречката за влез во НАТО. Тоа е главната примарна цел, се друго е второстепено. Со оглед на веќе покажаната волја за интензивирање на разговорите околу проблемот со името, сосема е реално да се очекува дека по формирањето на владата, диалогот под покровителство на Нимиц ќе продолжи. Која ќе биде точната стратегија на двете земји во однос на тоа колку се спремни да отстапат, ќе треба да почекаме разговорите официјално да почнат.